чијато цел е да се продискутираат придобивките од медиацијата како алтернативен начин на решавање на спорови. Денешната дискусија ја организираме We are organizing today's заедно со Комората за медиатори и Министерството за правда. Веќе неколку години поред организираше различни форми на настани за Денот на граѓанската правда, кои што повеќето инволвираа директна комуникација со граѓани, неколкудневни активности во однос на граѓанската правда, но за жал оваа година условите се такви. Прvat keďže kúšťat si vietem kštu, që na pamundsojnë të zgjedhjem kontaktet vetëm po dëshirojmë që edhe një herë të themi se duhet mirë të diskutojmë për aspektet. Одбравме медиацијата како поради соработката со Комората, поради тековни други активности кои Институтот за европска политика ги спроведува заедно со холандската амбасада. this issue together with the Chamber of Mediators. Сподели во контекст на граѓанската правда. Денешниот настан е организиран како регионална отворена дебата во рамките на проектот Партнерство и јустиција, кој што е поддржан од ИПА-2 механизмот на Европската унија, односно предпристапните фондови. Главен корисник е Министерството за правда, а нашата улога како Институт за европска политика заедно со асоциацијата Зенит, како организации кои што го спроведуваат овој проект, е да дадеме придонес од страна на граѓанското општество и граѓански здруженијата на граѓани кон унапредување на следењето на реформите во судството, да дадеме на структуриран инпут, меѓутоа и да поддржиме диалог со различните страни. Свесни сме дека во нашиот контекст честопати носителите на одлуки немаат можности да организираат поголем број на вакви јавни дискусии, поради што ние се обидуваме секогаш на заедничка маса да донесеме различни чинители, и тоа е случај и со денешната дискусија, на која што ќе проговориме заедно со Радица Лазаревска, Геровска од Министерството за правда, Славе Младеновски, председател на Комората на медиатори, професор Гордана Лажетич, како и подоцна ќе ни се придружи доктор Марко Андонов, председател на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работата на медиацијата во нашата земја. Во денешната дискусија е планирана во првиот час да имаме излагање и дискусија од страна на говорниците, потоа ќе биде отворено за прашања, коментари, кои што во дискусијата може да се вклучите преку, мислам дека сега сите се навикнавме со raise hand функцијата на Zoom апликацијата. Дополнително би спомнала, значи долу во десниот агол имате обезбеден превод на македонски, албански и англиски јазик. Колегите од Институтот за европска политика се тука да помогнат доколку има одредени потешкоти технички било кој. Уште еднаш од моје име ви се заблагодарила на сите што сте денеска со нас и ќе го предадам модерирањето на колешката Јулијана Карај од Институтот за европска политика. Мјутната си, Јуле. Се извинувам. Сега би сакала да му дадам збор на господинот Славе Младеновски, председател на Комората за медиатори, кој ќе зборува за заложбите на Комората за унапредување на концептот на медиација. Повелете. Chamber with a view to advancing. Сега мислам се слушаме. Добар ден. Добре. Благодарам за поканата. За мене представува чест да бидам поканет на оваа конференција по повод Европскиот ден на правдата како председател на Комората на медиатори на Република Северна Македонија, и искрено ви благодарам за поканата. Пред да се обратам со овој говор и со мојата дискусија за искуството од примената на медиацијата во македонското општество, би сакал да ги поздравам учесниците на овој собир, на овој настан, во моје лично име и во име на организацијата, и да пожелам успешна работа.
Во почетокот сакам да потенцирам дека Комората на медиатори на Република Северна Македонија, која е формирана во 2017 година по потпишувањето на меморандумот за соработка со владата во Република Северна Македонија во 2019 година, обележува исклучително поволен тренд во развојот на медиацијата во македонското општество. Точно дека ние во јули 17 година се формиравме, меѓутоа и додека ја запознавме јавноста со одредени нови состојби што се случија на планот на развојот на медиацијата во споредба со претходното искуство, за што подоле ќе говорам, мислам дека потпишувањето на овој меморандум даде еден добар ветер во градите на Комората на медиатори и практично со заклучокот што владата во истата година го донесе, им препорача на јавниот сектор да ја користат медиацијата во решавањето на нивниот спор, со укажување дека со примена на овој механизам значително се заштедуваат буџетски средства. Искуството на медиаторите во Северна Македонија една година од овој заклучок е позитивно, со тоа што истакнуваат дека поголемиот дел од општеството, а посебно бизнис заедницата и се она што не е доволно, се уште не е доволно информирана за предностите на медиацијата во однос на судските постапки. Ние сме свесни дека најголемото тежиште ќе се насочи во наредниот период на информирање на јавност и на посебните категории од населението, за да видат кои се предностите на медиацијата и како може со медиацијата да го решат спорот на брз и ефикасен начин. Медиаторите посочуваат дека најчесто во врска со видот на споровите, правните и физичките лица се јавуваат кај медиаторите кога имаат работен спор. Значи, за сега ние најголемиот број на предмети што сме ги решиле се во две области, работни спорови и стопански спорови, и се обидуваме да се позиционираме и во други видови спорови, меѓутоа за тоа и ни треба и поддршка и од државата и од други донатори, за да можеме таа вистина да ја пренесеме до што повеќе граѓани. Тука влегуваат спорови од мала вредност, односно потрошувачки спорови, понатаму спорови со малолетничко престапништво, каде што би било многу корисно медиаторите да посредуваат во решавањето на ваков вид спорови, за да може да не се стигматизира личноста на едно младо момче кое се огрешило или направило прекршок, односно кривично дело. Медиаторите од наша држава практично покажа и докажа дека она што во почетокот јавно го зборувавме во медиумите и пишувавме стручни текстови, дека медиацијата е ефикасен, економичен и пожелуван пред се пожелувана постапка за секого, ние сега докажавме дека тоа е и вистина така. Со гордост можеме да кажеме дека има над 3000 спогодби постигнати во постапка на медиација од страна на 46 медиатори, колку што нема во именикот на медиатори. Податок кој што веројатно денеска ќе биде обработен дополнително на седница на одборот за медиација и ќе биде соопштен во нивниот извештај. Значи, ова е само како ориентациона бројка. Таа бројка е уште поповолна, што верувајте, само ни дава потик дека сме биле на вистинскиот пат со решенијата што сме ги донеле во 2013 како законска основа и еве ги резултатите. За тоа искуство подоле ќе кажам неколку реченици. Овие постапки завршиле со договор и практично, односно со спогодба меѓу страните, можете да замислите кој импулс е тоа, прво за медиаторите, потоа за актерите, односно субјектите што ја потикнуваат медиацијата, а секако и за страните во спорот. Факт е дека во Република Македонија се уште има многу предмети што не се решени или предмети што се во судска постапка за кои што навистина сметаме дека медиацијата може да им помогне. Нашата проценка е дека бројката со решени предмети во медиацијата уште повеќе ќе се зголемува во наредниот период, особено ако дојде до усвојување и измени на одредени закони, пред се мислам на законот за парнична постапка, за кои се предвидува задолжителен обид за медиација во работни, во стопански спорови и во спорови со мала вредност. Само како пример ќе укажам дека доколку имаме на годишно ниво 1000 предмети што би дошле во постапка на медиација. Замислете 50% од постапките ако бидат решени со медиација, колкава е заштедата во време и во пари
а и во она што го нарекуваме сега ние и социолозите и општествените науки, во подобрувањето на општествената клима со решени предмети каде што страните стануваат пријатели и соработници. Од друга страна, оние 500 што веројатно не би се решиле од X причини, луѓето не знаат дека може да го решат предметот, тврдиме дека трошокот што ќе го платат страните во постапка на медијација за една постапка е еднаков на еден предмет од судската постапка. Замислете, 500 предмети имате што имаат еднаков трошок на една судска постапка. Или претворено во пари, тоа би дошло, односно во сооднос, работните спорови според нашите анализи се 1:10 во полза на медијацијата. Бројот на спорови што ќе бидат решени со медијација во македонското општество не само што ќе се зголемува според нашите процени и очекувања, туку значително сметаме дека ќе се подобри сликата во општеството и перцепцијата во јавноста за можностите за доаѓање до правда и правично решение. Она што го сметаме за клучно во наредниот период и за кое што во изминатите десетина и повеќе години постојано се пишуваше во извештаите на меѓународните организации и на Комисијата на Европската комисија дека ние всушност како држава и како општество потфрлуваме и во делот на делење на правдата и каде што граѓаните се сомневаат во судиите, односно во судската власт. Знаеме како беше пежоративниот израз за некои од судиите, каде што практично судските пресуди се нарачува. Далеку сме можеби да мислиме дека можеме да докажеме или како медијатори дека судството е корумпирано. Меѓутоа, тргнете од претпоставката во сите истражувања, висок е процентот на јавното мислење што мислат дека судиите се корумпирани. Значи, одека и како стручњак во својата област правам суштинска разлика. Ние не можеме да докажеме дека некој судија примил мито, затоа што со самиот чин доколку се докаже тој ќе одговара кривично. Меѓутоа, исто така не можеме да го запоставиме фактот дека јавното мислење смета дека судската власт е корумпирана. Во таквата ситуација ние мора да им понудиме на граѓаните друга опција и таа опција ја гледаме всушност во промоција на медијацијата, каде што тие во спорот со страната со која што се во спорот ќе го решат од аспект на интересот и од аспект на заедничка соработка. Најверојатно преку информирање, едукација на граѓаните, потоа законски измени и со создавање услови за развој на поголема примена на медијацијата при решавање спорови, објективно се надеваме дека медијацијата ќе биде првиот избор за страните во спорот во однос на судската постапка и реално очекуваме да покаже дека тоа е вистинскиот пат до доаѓање до спогодба на задоволство на страните. За ова треба навистина сите да работиме и често да работиме, да се представиме како луѓе од доверба, за да не се доведеме во ситуација како што за одредени професии во македонското општество владее мислење дека се коруптивни. Ова има своја позадина, зашто го говорам, од причини затоа што подоцна ќе се осврнам и на делот на регрутација и на селекција на кадарот во медијацијата, односно на медијаторите, колку е тоа битно и колку во 2013 година некои решенија што се донесоа во законот благодарение на проектот на ЕПИ дадоа денеска резултат. Во наредниот период нашата комора уште повеќе ќе се фокусира на унапредување на медијацијата со цел да им објасни на бизнисмените во време на криза дека медијацијата е рационална и разумна постапка и дека брзото решение е основа за раст на бизнисот. За да ја постигнеме оваа цел, комората е партнер на Институтот за европска политика и на Академијата за суди и јавни обвинители, со кој спроведува проект поддржан од амбасадата на Кралството Холандија во Македонија во следните 2 години. Со овој проект организираме 2 меѓународни конференции на тема медијацијата и бизнис, односно тоа ќе биде втората и третата европска конференција во Северна Македонија посветена на медијацијата. При тоа се планира краток студиски престој во Холандија на медијаторите од Македонија во Холандија и нормално од Холандија да дојдат предавачи да одржат соодветни предавања за медијаторите и за бизнис заедницата во Македонија. Со здруженијата со кои комората на медијатори потпиша меморандум за соработка со овој проект што го потенцирав, ние ќе поканиме и колегите медијатори
заеднички да ги презентираат сега своите искуства од државите на колегите во Република Македонија. И се една главна порака што сакам постојано да ја повторувам, еве ја кажав и денеска на оваа меѓународна конференција во Мостар каде што учествувам, дека со примена на медиацијата бизнисот расте, односно со развојот на медиацијата. The development of Вчера mediation кажав дека сум учесник на оваа меѓународна конференција што се одржува преку електронска платформа каде што седиштето е во Мостар, со учество на земји од Европа, посветена на развојот на медиацијата во регионот. Неколку констатации на рајонот. Врз основа на досегашното искуство на земјите од регионот може да се констатира следново. Има држави што имаат хиперпродукција на медиатори и несоодветно мал број постапки на медиација, а со тоа и незначителен број решени спорови. Постои задолжителен обид на медиација во неколку држави за повеќе области или за постапки што започнале во судска постапка за да се обидат со медиација. Држави во кои нема задолжителен обид сметаат дека измените на нормативната рамка може да придонесат за поголема примена на медиацијата во општеството и до зголемување на бројот на предмети од медиација. Без исклучок, сите сметаат дека треба да биде зголемен степенот на информирање на населението за предностите на медиацијата, додека дел од нив сметаат дека медиацијата треба да биде воведена како наставен предмет на различни нивоа за образование и одреден број од овие учесници, а над 100 се, имаат предлози дека медиацијата како материја треба задолжително да изучуваат студентите на правните факултети. Со зголемувањето на степенот на информирање и едукација на граѓаните, бизнис и јавниот сектор, преку предавање и обуки, ние можеме да очекуваме и подобрување на општествената атмосфера во македонското општество. Како посебна карактеристика на развојот на медиацијата во Македонија, во споредба со регионот, ги истакна формирањето на одборот за медиација, полагањето испит за медиатор и добивањето лиценца. Внимавајте сега. Овие решенија се содржани во Законот за медиација во 2013 година и дојдоа како резултат на проектот МАТРА, што го поддржа Холандската амбасада и го реализира ЕПИ во 2012 година. Во анализите направени во тој период, претходната пракса беше оценета како лоша и се понудија опции за незино надминување. Една од тие беше измена на законот и воведување испит за медиаторите. Денеска со гордост можеме да кажеме дека селекцијата и регрутацијата на медиатори е клучниот фактор за формирање квалитетни медиатори и за успешни постапки во медиацијата. Во хиперпродукцијата на медиатори, ниту комората, ниту државата, односно државните органи, Министерството за правда и други, немаат капацитет да го следат начинот на работа на медиатори. Замислете денеска да имаме 600 или повеќе медиатори, како што имаше одредени опции да се заговараат. Република Северна Македонија има искуство кое е за неа и представува минато, што не би сакале да го живееме повторно, а низ кое сега минуваат државите од регионот и бараат решенија да ја надминат таквата состојба. Луѓето укажуваат дека имаат медиатори по список, трошат ресурси, тие не работат како медиатори и згора на тоа создаваат една лоша пракса или лоша перцепција и за медиаторите. Само како пример колку е сериозен проблемот што го решивме, ќе укажам на следниот податок. А тоа е дека во 2006 година, до 2016 година, во Македонија за период од 10 години, во постапка на медиација има околу 100 предмети, од 170 запишани медиатори. Денеска можеме да истакнеме дека 46 медиатори имаат за помалку од 4 години над 3000 решени спорови. Можете да претпоставите колкава е заштедата на постапката што го завршиле спорот со спогодба во медиација страните и не отишле во судска постапка. За овие 3000 спорови само прашувам. А според некои наши анализи, разликата во трошокот како во полза на медиацијата. Како посебна новина, што навистина може да не радува сите и дека најголем број решени постапки се работните спорови за кои не постои, внимавајте,
обврска на задолжителен обид, туку се доброволни. Тоа е всушност оној резултат што ние го направивме како комора, како Министерство за правда, како ЕПИ, каде што ја пренесовме вистината или пораката до сите граѓани да се обидат споро да го решат со медиација. Меѓутоа, како што укажав, ние сме свесни дека во овој период се уште е потребна помош на медиацијата од државата во делот на создавање услови на промоција и во делот на законска поддршка за да можат граѓаните да бидат информирани за можностите на медиацијата и нормално да дојдеме до уште посоодветни законски решенија. На долг рок сакаме да веруваме или да постигнеме медиацијата да биде прв избор за страните во спорот на доброволна основа, да создадеме пракса на соработка, да го намалиме степенот на поделеност и конфликт во општеството и при тоа всушност да дојдеме до ситуација да навистина кога спорот не може да се реши со медиација, да оди во редовна судска постапка. На сите нас овде што сме учесници, сакам да ви укажам еден податок што сега почнав да го кажувам на предавањата и обуките што ги одржувам, да видиме каде сме денеска, а каде сме биле во минатото, и тоа минато да ни биде еден вид уште поголем потик дека медиацијата не е некој нов изум што ние го користиме денеска. Само како илустрација. Во 1968 година тогашната Социјалистичка република Македонија донесува закон за мировни совети. Тоа е точно 50 години од тогаш. Тие мировни совети работеле на ниво на локалната заедница, местни заедници по тогашната терминологија, училиште или работни колективи. Намерата било луѓето да не одат во судска постапка, туку во доброволна постапка, во пријателска атмосфера да го решат спорот. Не знаеме, бидејќи немаме пишана трага, колкави се и какви се резултатите од мировните совети. Меѓутоа, она што мене ми остана во сеќавање од тоа време и така го најдов ова благодарение на некои постари колеги суди, дека мировните совети си ја завршија својата работа. Ние имаме една добра традиција што можеме да ја негуваме на ваков начин и да потикнеме дека всушност во традицијата на нашите народи, односно на македонското општество и институционално и народски имаме елементи со кои што можеме да ја примениме медиацијата. На крајот од ова мое излагање сакам една кратка порака за перспективата и развојот на медиацијата во регионот. Имено, имаме редовна и конкретна соработка во текот на годината и таа требаме уште повеќе да интензивираме, да направиме многу повеќе средби, конференции. Да, точно оваа криза не научи и вака да соработуваме, иако мислам дека директниот контакт е уште подобра ситуација каде што можеме да ги размениме и личните искуства и да побараме нови средства, нови механизми, да ја направиме медиацијата да биде оружје и орудие или алатка во рацете на граѓаните за да постигнат правично решение во споровите. Благодарам на ЕПИ за поканата. For the invitation, and I'm here to answer any questions that you might have. Ви благодарам. Навистина импресивна бројка на решени спорови по пат на медиација. Се надевам дека бројката ќе биде уште поголема, откако јавноста ќе биде позапозната со концептот на медиација, односно се запознае со придобивките што ги носи овој концепт. Сега би сакала да дадам збор на професорката Гордана Лажетич, која ќе се осврне на употребата на медиацијата согласно Законот за правда на децата. Повелете. Добар ден и од мене, се надевам дека добро се слушаме. Навистина ми е драго што после еден извесен период повторно зборуваме на една тема која што јас ја заговарам од 2000 година. Морам да признам, кога почнав јас со медиацијата, мисля дел од луѓето дека зборувам за медитација, па требаше да објасниме дека станува збор за еден облик што значи одбегнување на класичната судска постапка. Значи, свеста во овие 20 години навистина е зголемена, информациите ни се зголемени, сознанијата, компаративните искуства, па навистина ме радува ова што Славе го изнесе, веќе имаме респектабилни бројки со кои што можеме да бидеме конкурентни, вака во наводници кажано, во регионот, па дури во еден дел да бидеме земени за пример. Навистина го чувствувам некако и како личен некој успех за подигнување на свеста на медиацијата. Особено затоа што се занимавам со кривично право и знаете како ние кривичарите обично
некако санкцијата ни е поблиска како начин на решавање. Аспектот на ретрибуција ни е поблизок на она што значи професионална вокација. Меѓутоа, морам да признам дека проучувајќи ги компаративните искуства и читајќи го законот од 68 година, јас го имам тој закон од 68 година за мировни совети, каде што не е само нивното постоење, туку во процесните закони имало обврска за судијата, поединец, кај лични спорови, кај имотни спорови, задолжително се праќале во местната заедница. Значи, ние денеска, по 2020 година, после 52 години, зборуваме за тоа дека треба да имаме задолжителен опит за медиација. И дали треба да има или не треба да има, и дали со тоа се кршат некои права и така. Тоа значи дека може да треба да се поучат за можноста што ја имаат. Дали ќе искористат тоа, сега зависи од странките. Менталитетски сме се измениле за овие 50 години, не може да наречеме не, меѓутоа некои аспекти секако дека треба да ги искористиме. И оттука, ова што Славе го спомена, јас секогаш го повторувам на сите конференции меѓународни, кога ќе почна да ни ги спомнуваат абориџините во Австралија и не знам искуствата во скандинавските држави, велам, ние сме биле во тој дел на вистина лидери како поранешна Југославија. Зошто? Затоа што сме имале решенија кои што имале ефект. На вистина, случаите имале ефект. Дури тогаш е повеќе решението базирано на авторитетот на тој во местната заедница. Апсолутно, верувајте, кога се обидовме да бараме какви услови се барало, кој требало да биде, какво образование, така натаму, тоа отсуствува како решение. Едноставно, сепак поинаков бил и начинот на живот и организирање локална самоуправа и така натаму, така што тоа на вистина функционирало. Затоа велам, на вистина ме радува можноста да еве повторно зборуваме за медиацијата, сега веќе низ бројки. Со години зборувавме само низ концепт, како треба да биде, па како да се заштитиме, како да ги внесеме одредбите. И да ви кажам искрено, тоа беше една борба, онака страглинг, да останат одредбиве за медиација во казнените закони. Тука мислам на закон за кривична постапка и на закон за правда за деца. Зошто е тоа така? Затоа што, знаете како, на кривичарите некако судницата им е природна средина. Така што суди и обвинители се замислуваат во таа судница, а не надвор од неа, и едноставно главен проблем што јас го лоцирав со години беше некој сме подзаборавиле што било претходно и сето тоа беше на име на отсуство на некоја традиција, дека е тоа новитет, дека е нешто невообичаено и така. Затоа велам, на вистина ме радува што имаме активна комора и активни медиатори, морам да признам, бидејќи соработував со нив и во едно друго својство, сега и тоа ќе го споменам, кои што на вистина настојуваат да ја акцентираат социјалната димензија на споровите. Значи, не е само фискалниот аспект. Дури ја не би рекла ни директно поврзување со она што значи обвинување за корумпираност на судството. Туку поинаков начин на разрешување на настанот. Настанот е приоритет, не правната норма. И тука кај кривичарите треба време за да направиме таа дистинкција, дека всушност возобновувањето на тие односи води кон проширени аспекти на ресторативната правда. Дека кога користиме терминот ресторативна правда, морам да ви признам дека мораме да објаснуваме што тоа значи, или барем моравме. Сега кога минува времето, гледам дека ни се одомаќинува. Европските документи сите ја познаваат како термин. Значи, не е веќе непознатица и ние ја преведуваме како начин за алтернативно разрешување на спорот со одбегнување на класичната судска кривична постапка, без оглед да се работи за полнолетни или се работи за деца. И сега, јас се обидов, за да ви го задржам вниманието, да извадам некои податоци во однос на казнената медиација. Славе зборуваше за другите облици. Сега ќе се обидам со вас да ја споделам таа презентација, отприлike да видите како, еве мислам дека ја гледате. Дали се гледа? Значи, каква е застапеноста на медиацијата во државите во Европа?
Гледате го сега картата на тоа каде се имаме одредби за медиација. Значи, медиацијата секаде постои. Различни се формите на тоа дали имаме задолжителен обид или не имаме задолжителен обид и во кои рамки всушност и колкав е опфатот, па и колкава е успешноста. Бидејќи, знаете како, секогаш одиме кон следниот чекор. Првиот чекор е дајте да имаме законско решение и законска основа, па потоа инфраструктура, кадар, организација, материјална поддршка, па потоа следува она што значи успешноста на самото решение. Меѓутоа, и покрај ваквата карта, каде што гледаме дека Европа, медиацијата е апсолутно, би рекла, застапена и тука се имаат заслуга меѓународните документи на Советот на Европа и на Европската Унија, се уште се наоѓаат вакви проен контра аспекти. И тие проен контра аспекти постојано треба да ги нагласуваме. Што е позитивното, а што е кои се ризиците, јас би рекла. Знаете, од медиацијата не може да имате ништо негативно. Може да имате ризики, евентуално неуспех на она што значи конкретно непостигнување на решение во конкретна ситуација, но не и нешто што ќе значи, би рекла, последица негативна по лицето кое што, односно странките или страните на медиацијата кои што се определиле за неа. Од тука мислам дека овој прашалник кај човечево лесно ќе го разрешиме во смисла на тоа дека да, навистина постои алтернативна можност, таа мора да биде законски покриена, особено и во сите области, па и во казнената материја, заради она што значи не би си нидем, ако веќе се постигне определено заедничко прифатливо решение, се потпише спогодба и тоа биде понатаму, како да речам, проткаено, односно содржано во решение на јавен обвинител, на судија за запирање на постапката и тука веќе доаѓаат на сцена и тие други правни принципи кои што водат кон нешто што значи неможност да повторно истиот предмет да биде во суд, тогаш кога е таа успешна. Во сите други случаи јасно е дека судската разрешница или судската постапка е неизбежна таму каде што медиацијата нема да биде корисна. Сега се обидов да направам еден пресек на тие релевантни меѓународни документи. Препораката од 99-та година, затоа велам јас кога почнав од 2000-та година, таа беше уште нова и беше, да речам, во зародиш целата таа идеја. Од тогаш неколку аспекти и анализи се направени, истражувања за нејзиниот импакт, за различните начинот како државите ја прифаќаат медиацијата. И ако ние на Балканот сме по-скептици или со така малку воздржано настапуваме за нешто што ни е недокрај, може би во моментот познато, тука се во предност скандинавците кои што веднаш започнуваат со пример Нешто се случи со... Дана исчезна. Да, ќе почекаме. Не, се прекина може интернет врската. Да, почекаме една минута, две. Почекаме. Да. Во живо на настаните имаме други проблеми. Сега се поиднакви. Ќе се реконектира сигурно сега во тек. Да минута да почекаме. Мислам можеме и да продолжиме со радите, но подобро е да почекаме да заврши, бидејќи беше интересно. Да.
Дали ме слушате, еве мен назад? Да, се слушаме. Извинете, Повелете. ама интернетот. Тоа се тие технички аспекти, таман ќе ве изненадат кога најмалку ги очекувате. Се извинувам. Значи, аспектите беа поврзани со она, не знам се докаде ме дослушавте, меѓутоа Советот на Европа даде голем придонес и тоа е несомнено. Во Советот на Европа да за поширок концепт ресторативна правда, не само медиација, тогаш кога зборуваме за овие алтернативни облици. Дали ме слушате сега? Да. Добре, извинете. И сега настојувам да направам да ги извадам, така да речам, податоците за ефектите од медиацијата во казнената област преку последната работна група за медиација во рамки на ЦПЕШ. Тие всушност прават определени анализи постојано и тоа исто така во функција на, би рекла, детектирање на можеби ризиците кои што треба да се надминат заради пошироко користење на медиацијата. Кога ја направиле анализата 2019 година за предходниот период од 20 години, еве ги резултатите за тоа колку препораката за медиација во казнената област имала влијание. Значи, ова се проценти според добиените одговори од државите, а тука се скоро сите држави учесници, членките на Совет на Европа, како учесници во работната група, кои што всушност ги давале одговорите. Гледате каде сме ние. Ние сме меѓу малиот број на држави за кои што е оценето дека препораката од 99 година и упатствата на ЦПЕШ од 2007 се тие имаат големо влијание врз медиацијата во казнената област и биле користени како основа на законодавството. Од овој аспект, значи, ние максимално во законодавството сме ги искористиле сите оние можности што би рекла препораките како такви и оваа правна рамка ги нудат. Дури тука има и неколку предлози за тоа што би била или во кој правец треба да оди поголемата примена на медиацијата во Европа пошироко земено, дали да се ажурираат упатствата на ЦПЕШ за медиацијата, дали да имаме еден модел закон за казнена медиација, и таков обид има, и таков закон постои, меѓународните стандарди за обука на медиаторите, она што го зборуваме постојано, како да се зголемат вештините, знаењата, можностите, секако дека бара медиаторот мора да има определени, ја би рекла, повеќе вештини, одошто она што во дел од законите казнени го имаме претерано, се бара магистериум и така натаму, тоа е премногу. Битно е да ги има основното, односно базата на високото образование да биде она што нуди можност да се свати тој поширок општествен концепт. Понатаму, програми за соработка со ЦПЕШ на различни начини заради размена на искуства и предлог нови алатки за медиација. Кои ќе бидат тие нови алатки кои што ќе овозможат промовирање на медиацијата, поголема примена, и овдека би рекла дека ова што Славе со нас го сподели на самиот почеток навистина помага во смисла на тоа да компаративните искуства, размената на искуствата и на добрите практики е нешто што сметам дека е исклучително важно и може да биде навистина од корист, особено пак од нашето обкружување, затоа што менталитетски тука сме поблиски и како решењата би биле и поблиски до нас. Казнената рамка едноставно започнавме со законот за кривична постапка и законот за малолетничка правда беше најпрво, потоа е закон за правда за деца, од првиот момент ги имаат одредбите за медиација. Морам да признам дека во закон за кривична постапка навистина постоеше еден, така да не речам, отпор
во смисла на тоа дали воопшто такво нешто ни треба, па зошто ни треба, па во кој дел би требало да биде предвидено. И од тука морам да признам дека е прилично рестриктивно решението што го содржи Законот за кривична постапка, рестриктивно затоа што медиацијата и можеби затоа и во практика е многу мала примената. Добро ќе биде од колегите медиатори ако некој има искуство во овој дел да го сподели. Мала е примената бидејќи се однесува само на кривични дела што се гонат по приватна тужба, тогаш кога за нив редовно постапа судија поединец во скратена постапка и таа медиација се спроведува на самото рочиште за мирење. Добро е тука да слушнеме искуства од вас или предлози, дали сметате дека ова претесно и дали можеби во овој дел треба да се дадат малце по, така да речам, пошироки рамки за можност на медиацијата, за тоа што сепак треба да се внимава на она што значат последиците од кривичното дело, оштетениот жртвата. Таа не е, така да речам, против тежата на она што значи регулирање на опфатот на медиацијата, кога зборуваме за Закон за кривична постапка. И кај медиацијата за деца постои уште од 2007 година со Законот за малолетничка правда, полека добива во значење, она што и колешката Радица Министерство за правда го спомена. Јас се обидов, бидејќи сум и во Државниот совет за превенција на детско престапништво, да ги извадам податоците да ви ги презентирам за примена на медиацијата кај деца. Гледате дека ова е за еден период од 2014 до 2019, како имаме нестабилно движење, но она што значи упатување на страните на постапка за медиација и тоа пред се кај јавните обвинители. Мал е бројот на случаи каде што судиите упатиле страни на медиација, затоа што законот го возможува едното и другото и мислам дека и тоа е најсоодветно она што е возможно за јавниот обвинител во делот на медиација да биде достапно и за судијата тогаш кога ќе процени дека за тоа постојат околности. Ова се бројките кои што се за изминатите 6 години. И сега имаме и податоци за успешноста, значи колку од случаите каде што јавниот обвинител, односно судијата упатиле лица на медиација, били успешни, се гледате, тоа навистина охрабрува. Мал е бројот на случаи, меѓутоа факт е дека успеале јавните обвинители, односно судиите да направат добра процена за тоа. Ова се конкретно бројки само за јавното обвинителство, успеале да направат добра процена на тоа дали во конкретниот случај треба да им се укаже на страните на можност за медиација. Зборувам сега во примена на медиацијата кај деца во услови кога таа нема форма на задолжителен обид законски гледано. Во фаза сме на измена на Законот за правда за деца и тука навистина соработувавме со како Државен совет за превенција, со Комората на медиатори, и тука благодарност и до Славе и до Мишо, кои што навистина несебично се вклучија во она што значи давање предлози, а богами аргументирано образложување на тоа што значат следните чекори за законска поширока рамка за определување на медиацијата, да се усогласи во еден дел Законот за правда за деца со Законот за медиација, на кој што упатуваме во еден дел, меѓутоа има специфики, мора признаете во казнената правда што мора да бидат содржани во Закон за правда за деца. Од тука новина не е задолжителниот обид и кај обвинителите и кај судиите тогаш кога тие ќе процена, тука е сепак оставен аспект на начелот на целесообразност, затоа што цениме дека ако кај обвинителот има обврска задолжителен обид, веќе едниот чекор е направен сега кај судијата, можеме нему да му оставиме оцена на целесообразноста. Понатаму промена на условите за медиаторот, пресложено е она поставено во моментов во законот, значи со тоа што секако дека лицензата за вршење медиаторски работи и овој општествено-хуманистички бекграунд, така би рекла, е нешто што навистина дава доволно можности да
лицето кое што е заинтересирано биде вклучено во, односно биде сертифицирано и помине низ целиот тој процес за добивање сертификат за медијатор и сите начела кои што на вас како медијатори, како некој што го практикува законот за медијација, можеби ви изгледа дека се беспотребно внесени, меѓутоа верувајте, судиите, обвинителите не го читаат законот за медијација, туку го читаат законот за правда за деца, односно закон за кривична постапка и од тука свативме дека за да на еден начин им се приближи она што значи смислата на медијацијата или можностите и начилата врз кои што таа се заснива да бидат барем набројани и наведени во законот за правда за деца. Законот е во фаза на измени, ќе следиме и ќе видиме како докрај ќе оди постапката во смисла на официјализирање на она што е сега предлог во конечен законски текст. И еве овдека горе лево мене слави директорката на Академија за суди и јавни обвинители, исклучивме посебен еден меморандум за соработка, каде што главна цел ни е промовирање на медијацијата, меѓутоа потикот е да и во рамки на програмите во Академијата бидат вклучени теми поврзани со медијацијата, да се оствари соработка со комората на медијатори, да се изработат тренинг курикулуми кои што ќе овозможат давање на што значи специјализирани обуки и добивање на сертификати, со тоа што дури имаме и замислено формирање на центар за медијација за деца, вака во перспектива, велам, добро е што ентузијазмо, да не речеме и наетот не држи сите овие години, верувам дека ќе нема да отстапиме од она што значи на тамошно промовирање на медијацијата, подршка на комората и секако и на ЕПИ и на сите оние кои што оценат дека има потенцијал во медијацијата, треба да се подржи, треба да се укаже на ризиците, меѓутоа треба да се подржат колегите во она што го работат, се со цел да навистина и дојдеме до бројки преку кои што ќе може аргументирано да го извлечеме заклучокот дали навистина оние решенија што ги имаме во законот се соодветни и дали евентуално имаме определени појави во практиката кои што можеби треба да ни бидат предмет на реконсидерација, но во секој случај навистина една подршка до комората за тие активности и верувам дека нема да чекаме толку време за некоја следна расправа повторно посветена на медијацијата. Еве јас тука би завршила да не го узурпирам времето, а во делот на дискусијата секако останувам вклучена. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Навистина корисна, сеопфатна, интересна пред за следење презентација. Ви благодариме што не запознавте и со измените на законот. А сега, бидејќи видовме дека Марко Андонов пристигна, би сакала да му дадам збор. Се работи за председателот на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата, кој ќе зборува за користењето на медијацијата и дали и како треба да се унапреди истата во нашата држава. Повелете, Марко. Ви благодарам, се надевам дека ме слушате. Добро. Самиот почеток да ви се заблагодарам за поканата да одржам еден така да кажам мало моје обраќање на оваа конференција. Се извинувам уште едно за малиот можеби тајминг што не успеав да се вклопам кога требаше. Ми благодарам уште едно за разбирањето. Законот за медијација, како што сите знаете, го определува меѓу другото и статусот и позицијата на некој начин на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата и би рекол дека условно кажано се работи за еден вид на регулаторен орган од оваа сфера, кој што практично дава пред се лиценци на медијаторите, ги лиценцира значи медијаторите кои што ги исполнуваат соодветните законски услови, а исто така дава лиценци и на обучувачи за медијатори. Воедно дава согласности на сите оние заинтересирани правни и физички лица кои што сакаат да одржуваат општи и посебни обуки од областта на медијацијата. Значи, тоа е една од значајните надлежности на Одборот. Се разбира како дел од токму таа
регулаторна функција која што има ова тело, одборот врши и годишни евалуации на работата на медиаторите во Република Македонија, при тоа давајќи соодветни извештаи до Министерството за правда, до владата и така натаму. Постоечкиот состав на одборот функционира негде од крајот на 2017 година и можам да кажам дека во изминативе скоро 3 години од како постои нашата работа, навистина направивме неколку вака позитивни чекори напред, нешто што претходно се чини дека воопшто не беше направено и се чини дека малку колку толку го динамизира. Dynamisuan tonen verschiedene. Accelerate and advance intensity. Практично да се спроведуваат на домашна почва, на домашен терен, организирање на обуки за медиатори, значи беа дадени првите лиценци на обучувачите за медиатори, кои што веќе спроведува во неколку турнуси и обуки на медиатори. Инаку до тој момент сите наши медиатори кои што се постоечки мора да ги слушаат оние задолжителни обуки негде во други држави, најчесто тоа го правеа во држави од суседството. Во рамките на својата работа, еве чисто неколку кратки, така да кажам, статистички податоци, бидејќи неодамна го завршивме тој турнус на евалуација за годините 2017 и 2018 година, може да кажеме дека во текот на 2017 година 20 медиатори извршувале медиаторски работи, додека во 2018 година бројот се зголемил на 27 медиатори. Вкупно примиле во овие 2 години, 17 и 18 година, примиле вкупно 3137 барања за спроведување на постапка за медиација. Инаку, видовите на спорови во кои што тие биле активни се стопанските спорови, работните спорови, спорови во врска со облигационите односи, долгови, надоместоци, штета, неисполнување на договорни обврски, стекнување без основ, како и семејните спорови. Од податоците од евалуативните листови, медиаторите пријавиле дека склучиле 1436 погодби, од кои што 68 се солемнизирани за да се стекне со својство на извршна исправа, инаку да напоменеме дека законот не ја бара солемнизацијата на спогодбите, меѓутоа ето од некои причини, понекогаш странките се одлучуваат да направат и нотарска заверка, односно солемнизација на тие спогодби, мислејќи дека на тој начин полесно ќе дојдат до конечното реализирање на своето право. Останатите медиатори, значи постојат 46 активни медиатори кои што се запишани во именикот, односно 46 беа скупно така, кои што постојат така. Во однос на она што е вака како став или забелешка на одборот, сметаме дека, бидејќи ако ме слушнавте пред малку, реков, имало 3137 барања, меѓутоа спогодби били постигнати само за 1436, што е прилично релативно мал процент од вкупниот број на поднесени на иницирани постапки. Веројатно тоа е нешто кое што ќе треба да се подобрува во иднина, иако можеби веројатно една од главните пречки е непостоењето на доволна свест како кај физичките лица, така и кај правните лица за придобивките на медиацијата, како и за економичноста пред ценоваа постапка, која што е неспоредливо поекономична, односно поевтина и помалку ќе ги чини отколку стандардните судски постапки. Апропо говорењето за свеста на нашите физички и правни лица, на граѓаните пред се чини дека исто така нашиот народ сака да си решава работите на суд, некако тоа му се чини дека е под наводници јако, посилно и дека само тоа е врз база на кој што некој може да го оствари некое свое право кој што смета дека му е нарушено. Така да останува потребата да се подобрува пред се свеста, токму преку организирање на меѓу другото и на вакви настани, како што го правите ова вие денес, меѓутоа и преку класични, би рекол, кампањи кои што би ги воделе пред се комората на медиаторите, поддршка на владата апсолутно дека е потребна. За таа цел се склучи еден меморандум за соработка помеѓу комората на медиатори и владата, така да и во рамки на тоа
и на тој меморандум е содржана заложбата на двете страни дека треба да се направи многу повеќе во однос на промоцијата на медиацијата, така да во таа насока апсолутно ќе има потреба од подигнување и подобрување на совкупните состојби. Во однос на актуелната законска регулатива, треба да го истакнеме и фактот дека во моментот е во фаза на изготвување нов закон за медиација, кој што ќе значи на некој начин понатамошно, би рекол, до усогласување со релевантни директиви на Европската унија кои што се однесуваат на медиацијата, со надеж дека ќе ја подобри на тој начин. На тој начин севкупно би се подобрила правната рамка за одобла. Legislative framework which едно квантитативно, така и за едно квалитативно подобрување на севкупните работи од областа на медиацијата. Јас би имал толку во ова мое кратко обраќање. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам и вам. Се согласуваме дека сепак не постои доволно зајакната свест кај граѓаните и кај јавноста и секако го поддржуваме тоа дека и понатаму ќе треба да се зајакнува, да се едуцира граѓанството и воопшто да се запознае со економичноста, ефикасноста, придобивките и брзината, нели? И брзината, да, и посакуваноста на овој концепт. Ви благодарам. Сега би сакала да дадам збор на господја Радица Лазаревска-Гировска, државна советничка за нотаријат, извршување и медиација во Министерството за правда, која ќе ни зборува за тоа колку медиацијата се користи, дали имаме напредок во однос на споровите решени по пат на медиација и воопшто кои се заложбите на Министерството за правда за унапредување на овој концепт. Исто така и сите присутни би сакала да ги потсетам дека своите прашања можат да ги постават во четот на страна или пак да кренат рака ако се јават за говорници, бидејќи после Радица ќе има простор за дискусија. Ви благодарам. Повели Радица. Благодарам, Јула. Добар ден и од мене. Како што гледате, јас не се вклучувам на видео, бидејќи се наоѓам дома, болна сум од COVID, заедно со сопругот и така во едни специфични услови. Јас навистина ќе се обидам да видам многу кратка, бидејќи не знам што повеќе би можела да изложам по однос на медиацијата од она што ги прекажаа претходните говорници. Им благодарам. Значи, сите ние сме сопатници, да кажам, со годините наназад. И медиацијата, еве, се бориме и се боревме да ја ставиме, да кажам, во примена, па сега се бориме со незината примена, следење на резултати и така натаму. И ќе се обидам, значи, на сосем кратко, а воедно ќе го повикам и колегата Наум да ја отвори табелата. Значи, сакам да ви ја презентирам табелата на состојбите со бројките за предмети на медиација кои што биле низ годините од 2016 наваму, со цел да видиме што се случувало низ годините и зошто можеби се среќаваме со проблеми од типот да можеме да обезбедиме медиацијата да оди уште понапред. Славе рече, значи, од 2013 година се смени концептот, се воведоа одредени стандарди за медиаторите, се воведе тој испит за медиатори кој што навистина покажа дека не е битна само обуката, туку дека е битно и нешто повеќе, треба проценка на личноста за медиатор. И не е доволно само обука, треба и да се види што се научило од одредена обука и дали некој навистина во состојба да се бави со медиација или не. Па така, наместо 170 и нешто луѓе кои што има завршено обуки за медиација и има право да се бават со медиација во изминатите години од 2006 до 2016, сега имаме 46 луѓе, 46 лиценцирани медиатори кои што покажуваат резултати за кои што изминатиот период можевме само да сонуваме.
Славе спомна, но и Марко спомна бројка од 3137 предмети. Таа бројка, како што гледате табелата што е пред вас, отстапува од онаа бројка која што ја имаме ние како Министерство за правда, а која што се должи на, мисламе, резултат на внесот на предметите за медиација во регистарот на медиација. Значи, отстапувањето е далеку од минорно. Ако тамо се зборува за бројка од 3137 предмети, ние имаме само 1837 предмети, со тоа што, како што гледате, станува збори за предмети од 2020 година. Значи, не со 2019, како што предпоставувам и Марко спомена, дека евалуацијата вршат заклучно со податоци од 2019 година. Но оваа бројка, значи, ние имаме плюс бројката од 2020 година, но предметите за медиација што се евидентирани се далеку пониска, бројката е далеку пониска од онаа со која што оперираат комората и одборот. Тоа е еден од проблемите кои што се појави заради законот за медиација, предпоставувам, бидејќи одредбата дека во регистарот требаше да се внесуваат само успешните медиации, иако ние како Министерство за правда на почетокот се обидувавме да ги убедиме медиаторите дека се треба да се евидентира, бидејќи смислата на евиденцијата не е навлегување во джебот на медиаторите и ние да знаеме кој од нив колку пари зима и така натаму, туку смислата беше да ние знаеме што се случува со целиот концепт на медиација. Значи, смислата беше да знаеме колку се користи и колку е медиацијата успешна. За жал, процесот беше обструиран од сам старт од одредени медиатори и еве сега се соочуваме со различни бројки кои што се одразува, значи, и на оценката на успешноста на медиацијата како на ниво на држава, така и на ниво на Европска комисија. Пред да го започнеме званично овој состанок, не имавме мала комуникација меѓусебна и се спомена дека и Европска комисија, за жал, во извештајот за напредокот, се уште констатира дека примената на медиацијата е ниска во Република Македонија, иако ние сме свесни дека имаме значителен помак кој што нас не радува, а и верувам дека граѓаните на Република Македонија веќе стануваат свесни за придобивките од медиацијата и се впуштаат во нејзина употреба. Ние и со ЕПИК, кога го подготвува извештајот за 2019 година, мислам, може би грешам сега, но подготвува еден извештај во однос на реализација на стратегијата за правосудството 2017-2022 година. И ние навистина се обидовме на ЕПИ да му кажеме дека мора да се евидентира тој напредок, дека навистина во Република Северна Македонија се случува нешто добро. Ако порано сме работеле со десетици медиации, или максимум стотина, како што кажа Славе, во изминатиот период од десетина години, заклучно со 2016, сега станува збор за илјадници и тоа е значителен исчекор. Ајде малце да се осврнеме на табелата. Како што гледате, трговските спорови, каде што ние имаме задолжителен обврз, значи вметнато е како обврска согласно законот за парнична постапка, трговски спорови мала вредност, да се направи обид за медиација пред воопшто да се оди на парнична постапка. Вкупниот број на такви предмети ние 689. При тоа имаме 161 спогодба, што значи некои 20% не се успешни, што не ни е голем стимул дека нешто може да се случува позитивно, нели, во оваа сфера, дека можеме да ги убедиме странките
да го испробаат овој, односно имаат обврска да го испробаат овој концепт, но ете го испробуваат, 20% се само успешни. Она што најмногу не изненадува и не радува е кај работните спорови. Значи, кај работните спорови, процентот на реализација на спогодби, на предмети кои што завршуваат со постигнати спогодби, е над 90 и нешто проценти, што значи дека тука медиацијата навистина е многу успешна, но она што е пак изненадувачки е дека, како што спомена и Славе, кај работните спорови ние немаме обврска да се испрова медиацијата, а сепак бројката на предмети тука е многу повисока од онаа сфера каде што има обврска да се впуштат во обид за медиација пред поведување на спор. Понатаму одиме во делот на осигурителните спорови. Осигурителните спорови бројката е минорна и мислам дека токму на ваквата бројка Европската комисија кажува дека во делот на медиацијата нема напредок, бидејќи Европската комисија ги следи оние параметри што се ставија во стратегијата. Тамо се ставија потрошувачки спорови, осигурителни спорови, малолетници и семејни спорови, ако не се лажам. И значи гледате кај осигурителните спорови, ако во 2017 снимале 32, веќе во 2018 бројката е 12, значи има пад. 2019 година биле 6, повторно има пад. И во 2020 година повторно имаме само 6 предмети, што значи бројката на предмети ни е ниска. И при тоа тие 56 предмети, ако ги гледаме, само 29 имаме спогодби, што значи успешноста ни е 30, нешто помалку од 50%. Понатаму доаѓаме до имотните спорови. Тука имаме исто така многу низок број на предмети, со тоа што ако 2017 и 2018 имало по еден предмет, 2019 имаме 3 предмети, за да во 2020 година за првите 10 месеци, при тоа треба да имаме наум дека ова е година на COVID, каде што ништо не е нормално. Значи, релативно зголемен број на предмети, може би се должи на ситуацијата со COVID-от, може би се должи на активностите кои што ги превзема комората и која што е исклучително активна во цел овој период, целата оваа година, да ги убедува странките и да промовираш медиација, така да предпоставам дека се должи на тоа и дека повеќе странки се впуштиле во обид за медиација, така да 5 предмети се влезени кај медиаторите по овој основ. За жал, не можам да видам кој е процентот на спогодби постигнати во овој дел од медиациите, бидејќи во електронскиот регистар не е внесен тој податок од страна на медиаторите. Понатаму има различни основи, како и да е, во 2010 година ние имаме 268 предмети евидентирано во Министерството за правда. При тоа 104 од нив се со постигнати спогодби, тоа е добар процент, мислам дека е некој 35-6%. Извинете ако грешам, може би, тоа е се вака груба математика. И кога доаѓаме до вкупниот број на предмети, значи имаме 1837 предмети кај нас евидентирани, спогодби се 1241, односно 68%, што е за нас одличен процент. Но, ако ги следиме бројките, и мислам дека Европска комисија тука не забележува и заради тоа не вика дека немаме напредок, ако ги следиме низ годините, 2016 имаме 64 предмети, 2017 година имаме 982 предмети. Тука е оној бум што се случи со работните спорови, а се должеше на законот за
за администрација, мислам, или за државни службеници, оној имавме спорови околу кариерен додаток. И тука огромно мнозинство на вработени со работодавците, претежно државни органи, јавни предпријатија и така натаму, се впуштија во медиација и се надмина огромен број на предмети, значи тие се од 982 предмета, 857 всушност работни спорови, сите беа завршени со медиација, значи 100% успех. И сега доаѓа 2018 година. Во 2018 година бројката драстично опаѓа, значи работните спорови стануваат само 66, наспротив 857 во 2017 година, и мислам дека тоа е тоа што Европска комисија го следи, за да истите во 2019 година се само 25, значи во однос на работни спорови. Сега повторно имаме значителен исчекор во 2020 година, каде што заклучно со 20 октомври имаме 112 предмети, што е за нас, нели, имаме исчекор напред и ќе видиме како ќе реагира сега Европска комисија, бидејќи овој податок ние го праќаме и до комисија во делот на следење на стратегијата за имплементација во делот на следење на имплементацијата на стратегијата за реформи во правосудството. Тоа го праќавме сега во октомври месец, така да се надеваме дека ќе има некаков коментар во однос на медиацијата. Мислам дека на ова се должи за она што Европска комисија го констатира, дека нема напредок, значи на оној бум што ни се случи во 2017 година, и понатаму бројката на предметите, нели, како што е нормално, би требало да расте, но кај нас се случи да бројката на медиациите едноставно и вкупниот број и работни спорови едно друго опаѓаш. За да дојдеме до 2020 година, каде што повторно имаме исчекор напред и се надеваме дека тоа ќе биде забележано. Споменав, значи, Министерството за правда навистина прави многу напори да ја подобри примената на медиацијата, да го подобри самиот концепт на медиација, при тоа водејќи нели сметка и за европските регулативи, директиви да се вградат. Па и Марко спомена, и Славе спомена дека ние сме во процес на подготовка на нов закон за медиација, за кој што ланската година дури беше пратен во собрание, па еве сега е вратен заради изборите, заради номотехниката во нашата држава, така да наново ќе се работи законот за медиација. И јас навистина очекувам следната недела веќе малце поинтензивно, еве на овој начин преку Zoom, како работна група во една скратена верзија од онаа работна група која што работеше во периодот 2018-2019. Сега повторно да се навратиме на медиацијата и да направиме обид на вистина да ги справиме сите оние проблеми кои што се констатираа низ минатиот период. Воедно сите знаете, предпоставам, бидејќи се дигна голема бука, дека се подготви нов закон за парнична постапка. Законот за парнична постапка веќе беше нели објавен на ЕНЕР и при тоа работната група, чиј што јас председателсум, се сложи да направиме обид и да вметнеме задолжителен обид за медиација во неколку сфери. Во споровите од мала вредност, значи не само кај стопанските, туку кај спорови од мала вредност, сите трговски спорови и кај работните спорови. При тоа се случи еден неочекуван за мене одек од јавноста. Значи, сите коментари на ЕНЕР-от, кои што беа прикачени, тоа беа 100, како и реакции од стопанството, адвокатурата и така натаму. Значи, имаме над 170, мислам, забелешки и коментари. Сите до еден се против.
против задолжителниот обид за медиација во било која од сферите и се користат најразлични аргументи. Првиот е тоа дека медиацијата во цел свет е доброволна, дека никаде не е задолжителна, што не е така, но мал е бројот на земји каде што таа е задолжителна. Вториот е дека чини екстремно многу. Третиот е дека нема никаков ефект, дека многу се ниски ефектите од медиацијата, дека всушност значи само губење на време и пари. И четвртиот беше дека медиаторите се уште не се личности изградени кои што може да овозможат спогодби кои што ќе ги заменат судските одлуки и така натаму, дека проблемите обстајуваат. И значи има различни аргументи. Но ви велам, за мене беше изненадувачки тоа што немаше ниту еден коментар во поддршка на оној концепт кој што ние го понудивме како работна група за изработка на законот за парнична постапка. И сега ние сме доведени пред зид како работна група и сериозно треба, мислам, се размислува да се преиспита концептот кој што е понуден во она што значи нацрт верзија на закон за парнична постапка. За таа цел јас ги замолив организаторите да им ја достават поканата за оваа конференција и на работната група, целата работна група, која што се состои од 25 члена од сите можни сфери, од адвокати, од суди, од сите инстанции, од стопанственици, од невладен сектор и така натаму. И не знам колку од нив се вклучени во моментов, колку ја следат оваа јавна расправа, јавна дискусија, но навистина би била среќна доколку некој од нив е присутен со цел да земе учество понатаму нели во оној делот каде што ќе има прашања и одговори, па можеби да размениме визии што понатаму и во овој дел. Инаку и Гордана и благодарам за она што го спомена во однос на медиацијата кај во кривичното законодавство, односно во делот на закон за правда на децата. Значи, после многу години каде што немавме никаков исчекор нанапред, најпосле во 2019 година забележуваме значителен исчекор и за тоа ја информиравме Европската комисија во овој извештај што ви го споменав од октомври 2020 година, дека во 2019 година се евидентирани 15 случаи на обиди за медиација, значи во делот на малолетничка правда, од кои што мислам дека 7 беа постигнати спогодби, а останатите се без спогодби. Но тие 7 не се многу значајни затоа што ви велам од 2014 година ние всушност немавме ниту еден предмет ниту испробано, а камоли пак да имаме спогодба во овој дел. Така да верувам дека Европска комисија ќе го нотира овој податок и дека ќе даде одреден коментар дека се случува нешто позитивно во државава во овој дел. Јас навистина не знам што повеќе да ви кажам во овие услови. Ви благодарам и останувам на линија за прашања и дискусии понатаму. Благодарам. Радица, многу ти благодарам. Навистина беа корисни податоците кои што ни ги изложи овде. Секогаш компаративниот приказ е од голямо значење и мислам дека на овој начин ја заокруживме и целокупната слика за концептот и процесот на медиација. Јас гледав на страната дали во четот некој поставува прашања од присутните. Би сакала само да ви прочитам, не е прашање, повеќе поздрав и
констатација од страна на Гордана Атанасова, која што е лиценциран медиатор и медиатор со помината специјализирана обука за медиација во системот на правда за деца. Вели, вработена сум во Центар за социјална работа и од моето 10-годишно искуство со работа со деца во судир со законот, можам да заклучам дека медиацијата во оваа област скоро и да не се практикува надвор од град Скопје. Јавно обвинителство и судиите не предлагаат медиација, а граѓаните ниту не слушнале, ниту пак слушнале за ваква форма на решавање на спорот. Ги поздравувам вашите активности за измена на Законот за правда за деца и најавениот проект со кој ќе се промовира овој облик на медиација. И сега, ако имате да искоментирате нешто во однос на коментарот, прашањето, констатацијата на Гордана, повелете. Еве, јас ќе демантирам Гордана, бидејќи Скопје има само еден случај и тоа мислам дека беше од јавното обвинителство. Сите останати случаи се од Тетово. И тоа се должи на еден проект што го имавме со ресторативна правда во период 2013-2014 година со поддршка на Кралството Норвешка, тогаш се тераше еден проект токму за ресторативна правда. Во тој момент во Тетово се оформи дури еден центар за медиација за малолетници, кој што еве си покажува дека се уште функционира. И тогаш навистина теравме ние една голема кампања и со јавните обвинителства и со судовите и ги стимулиравме да го испробуваат овој концепт. Додека имаше помош од Кралството Норвешка, се беше во ред, но потоа за жал замре заради финансиските импликации. И јас навистина сум пријатно изненадена што еве оваа 2019 година, изминатата 2019 година, обвинителството продолжило со оваа активност, бидејќи мене не ми е јасно, ако е нешто законска обврска, односно ако е нешто предвидено како обврска за обвинителството со закон, како еве изминативе години апсолутно во овој дел ние немавме никаков исчекор напред, не знам. Но ете, оваа минатата година се случил тој исчекор што го констатираше Советот за малолетничка правда и ние тоа го прикажавме. Сега Гордана еве вели дека со ова се скопски предмети, мене ме збунува, бидејќи немаме сосема друг податок, така да еве, можеме да дискутираме и понатаму. Добро, ако дозволите, не знам дали ме слушате добро. Значи, веќе во четот имаме коментар од колега медиатор од Тетово, кој што всушност бил вклучен во овие предмети. Не знам дали тој има можност да се вклучи да го сподели искуството со нас. Навистина било добро како мотив за сите обвинители. Да. Инаку морам да кажам дека ние во моментот се уште немаме задолжителен обид како законско решение. Тоа е нешто што сега сакаме да го внесеме во законот, но овие позитивни искуства ќе ни бидат само аргумент повеќе да се убедиме дека навистина, барем кога станува збор за деца, мораме ги најдеме сите други можности што ќе значат одбегнување на судска постапка. Не знам дали ќе може да се вклучи колегата, било добро да го слушне. Да, како што спомна професорката, Кибир Авзиу вели дека е медиатор во Тетово и скоро сите предмети за насилство кај децата се решени. Исто така во продолжение ни кажува дека јавното обвинителство му ги праќа предметите и он ги решава многу брзо и ефективно. Така што ако има можност да се вклучи, би сакала да го повикувам господинот Авзиу да се вклучи. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добро. Вака, јас сум професор на правен факултет и имам лиценциран медиатор сум во Државниот универзитет Тетово. Имам одлична соработка со јавното обвинителство во Тетово. Не знам дали тоа се должи на тоа што јас сум работел порано таму и од таму сум дојдел како професор тука. Меѓутоа, практиката, ви ја кажам, за 19 година, 2019 година, јас скоро сите предмети за насилство и некои други полесни кривични дела, сторени од децата,
ми се доставени до кај мене комплетно предметите. Јас ги повикувам сите од двете страни. Значи, кај мене разговараме и можам да ви кажам дека, да не кажувам 100%, но 95 и нешто проценти се решават позитивно. И двете страни се многу задоволни и воопште не плаќат никакви парични средства на медијаторот, затоа што мене ми плаќа јавното обвинителство. Значи, тие ме ангажират. И значи, ова е многу ефтина, многу ефикасна, многу ефективна, пошто се врши за кратко време, тоа трае едно 40 минути, не повеќе, а во јавното обвинителство, веројатно во судска постапка би траело 1 година. Значи, тоа што трае 1, може би и 2 години, кај мене трае 40 минути. И јас ова практика го споделив со другите медијатори и баш бев многу заинтересиран и со претседател дево го гледам, за да ние одиме како комора на медијатори кај јавниот обвинител на Република Северна Македонија, за да им помогнеме и да им понудиме помош, затоа што тие бројчано се многу малку. И овие полесни предмети, особено кај малолетничка деликвенција, кај децата, навистина може многу ефикасно да се решават од страна на медијаторите. И не знам, ова претседателката на работната група на законот за парнична постапка што кажа дека во ЕНР има многу негативни и размислувања околу предложените законски измени. Медијацијата навистина тоа што трае 2-3 години во суд може да се решава за 30 минути. Така е природата и кога заминуваат од кај мене од канцеларија, двете страни се многу задоволни и тие остануваат и пријатели и понатаму. Јас сега ги гледам на улица тие деца што имале проблем, гледам дека пијат кафе заедно. Ова, ако имате некое друго прашање, повелите тука се. Ви благодарам. Еве имаме коментар од Гурдана Атанасова. Вели, се извинувам ако имам погрешен податок, би сакала да прашам кој обавува медијација со деца во судир со законот, кога во Република Северна Македонија немаме медијатор кој поминал специјализирана обука за медијација со деца во судир со законот, а кој е лиценциран? Кој од вас би можел да ја одговори на господја Атанасова? Дали има некој од вас кој што би можел да ја одговори на господја Атанасова во однос на лиценцирани медијатори за постапување по законот за правда на деца? Јас ќе се обидам да го одговорам ова прашање со тоа што нема да дам одговор. Ниту во комората, ниту во друг било кој орган, некој води ваква евиденција да му го каже името кој медијатор. Забележавте дека ние и податоците што ги соопштува Министерството се општи податоци. Ако добро го разбирам прашањето, вика кој медијатор. Можам да кажам Славен Одановски, не. Нема постапки за ова работа. Така што мислам дека дискусијата на ова ниво е непотребна. Како кој е медијаторот. Факт е, например, дека ова што го кажа Радица, дека имаме предмети и тие предмети биле резултат на една програма, колегата се јави, тој кажа, вика, јас сум ги работил тие предмети и со тоа ова прашање го абсолвираме. Јас би искористил можноста, ако може господја Јулија, за еден друг сегмент би проговорил, а го спомна господја Радица, повикувајќи се на коментарите дадени по однос на законот за ЗПП. Дали може? Или ќе продолжиме уште во оваа тема со прашање од луѓето? Имаме уште едно прашање од страна, а бидејќи до 12:45 предвидена да трае дебатата, да видиме да го одговориме тоа, па вие ако сакате после да продолжите. Да. Прашањето од Елисавета Георгиева, подпредседател на Стопанска комора на Македонија, лиценциран медијатор и лиценциран обучувач на медијатори, ве поздравува
сите учесници говорници, честитки за организацијата на овој настан. Ценам дека во следниот период сите стейкхолдери во државата кои се на некој начин поврзани со медиацијата, со уште поголемо темпо, само да видам малце, пошто вака на страна ми се гледа четот, извинете. Вели, ценам дека во следниот период сите стейкхолдери во државата кои се на некој начин поврзани со медиацијата со уште поголемо темпо треба да правиме промоција за што поголема афирмација на медиацијата во сите области, во областите кои се медиабилни. Честитки за работата на одборот. Овдека е малце подолг, па сега викам да не сгрешам. Честитки за работата на одборот, кој навистина несебично се залага со нивната работа, преку која ја следи работата на медиаторите. И се согласувам со претседателот Марко дека од 2017 наваму, навистина нивната работа остави позитивен печат, дека работите се поместуваат во позитивна насока и дека медиацијата дава бенефит како и мотив за медиаторите да бидат уште повеќе заложени заеднички да ја промовираат медиацијата. Така што ова веќе се работи за коментар, ви благодарам. Сега, ако нема никој друго прашање, вие можете да продолжите тоа што сакавте да ни го кажете. Јас накратко само ќе го искоментирам делот на забелешките што ги презентира Радица, дека најголемиот број на забелешки на измените во ЗПП се однесуваат на укинување, односно на измена или неприфаќање на овие измени, да нема задолжителен обид. Факт е дека медиацијата во основа е доброволна постапка и од тоа ниту некој сака да ја замени со задолжителна медиација, ниту па некој заговара задолжителна медиација, како што се обидуваат овие критичари тоа да го представат. Овде станува само за еден мал сегмент, наречен обид за постапка, да им се даде информација на граѓаните. Меѓутоа, од каде доаѓа таа критика, јас се ќе се обидам да бидам доволно субјективен, ама и логичен на целата постапка. Ако е тоа точно што ги наведе критиките на медиаторите од страна на критичарите, тогаш тие што тоа го пишуваат, дали се суди или адвокати или други лица, не знам, не треба да се плашат. При неспособни медиатори постапките ќе завршат во суд. Тоа е првата логичност. Очигледно 68% ако се решени постапки, а добро забележате дека во моето излагање примерот што го дадов, на 1000 предмети, ако медиаторите решат 50 предмети, 50% од предметите, тие нема да завршат во суд. Тогаш стравот или критиката на овој задолжителен обид каде што јавноста, граѓанинот, бизнисменот ќе добијат информација, па макар и преку закон, со задолжителен обид, дека има одредена постапка која на нив во 10-кратно поголеми можности ќе им ги намали трошоците, еве, забележате што рече и колегата Кебир, за предмети што траеле 40 минути во споредба со 300 или 400 денови во годината, можете да замислите кои се критиките. Така што мислам дека ако треба да биде ова некоја поддршка од страна на Комората на медиатори во Македонија, на Министерството за правда, на комисијата која ги предложила овие измени, можеби не сме толку нападни, нахални или агресивни како медиатори, затоа што постојано сакаме да градиме политика на партнерство и на пријателство со сите субјекти во општеството, не се наоѓаме за сходно да учествувам во таквата кавга која што се обидува се некој да се провоцира, не заради тоа што тие се против измените, туку затоа што аргументите не се издржани. Значи да повторам во интерес на времето. Немаат причина овие субјекти да се плашат од лоши медиатори. Нивниот страф е очигледно дека медиаторите поседуваат сознаен капацитет да ги решат предметите и тие да не завршат во судска постапка. Оваа вистина треба да им ја соопштиме на граѓаните, дека ние како медиатори, посебно еве јас како претседател, немам намера за една година да водам джип. Таа е вистината. Благодарам. Ви благодарам. Сега се јави за збор колешката Ива Цуневска. Здраво, Ива, многу ми е драго дека си тука, се надевам дека ти е подобра. Повели. Здраво, ме слушате? Да.
Да. Благодарам, Јуле, подобра сум. Најнапред да се заблагодарам на сите говорници за деталните и корисни излагања и за нивните заложби за унапредување на самиот концепт на медиација, како што рековме и согласно Закон за правда на децата и воведување на задолжителен обид, што ќе биде исто така предмет на дискусија и понатаму во Закон за парнична постапка. Она што сакам јас да прашам, што не знам, не беше спомнато, е тоа што рековте дека има различни бројки во однос на опатени предмети, постигнати спогодби во медиација, кои што фигурираат во одборот во Министерството за правда. Дали со воведувањето на електронскиот регистар за евидентирање на предмети на медиација во Министерството за правда ќе се надмине овој проблем со различни бројки? Пошто сега од август има Министерството за правда воведе електронски регистар на регистрација на предмети од страна на медиаторите. Тоа ќе биде моето прашање. Благодарам. Благодарам, Ива. Еве јас ќе можам да... Јас би се вклучила. Да, баш во таа насока беше прашање. Благодарам на Ива што ме посети, значи јас ви реков малце сум дезориентирана во моментов, тешко е. Да, значи заборавив да споменам дека ние како една од реализација на стратешките определби за развој на медиацијата беше и тој електронски регистар на медиација за кој што се боревме долго време и најпосле во август 2020 година се пушти во оптек тој електронски регистар, кој што имаше за цел да го избегне проблемот на евидентирање на медиациите од страна на Министерството за правда рачно врз основа на извештаи што ги доставува медиаторите. Значи тоа беше дополнителна обврска за нив и понатаму имаше многу дискусии околу тоа дека податоците се доверливи, па правда ги гледа и така натаму, дека се нарушува принципот на доверливост на податоците и така натаму. И мислиме дека со овој електронски регистар ќе се надмине значи тој проблем. Целта на електронскиот регистар е да медиаторите директно сами тековно ги внесуваат сите податоци во однос на постапките што се пред нив. Значи, правда нема никаков увид во странки, значи воопшто нема ни интерес да ги гледа странките и така натаму. Правда има потреба да гледа бројки и да гледа ефекти од она што значи примена на законот. Колку што знам, се уште, иако се поканети сите медиатори да се приклучат на овој систем, значи самите да ги внесуваат податоците, повторно се извинувам доколку правам грешка, но мислам дека до почетокот на октомври беа само 26 медиатори вклучени во овој систем, што значи дека останатите 20 се уште се немаат приклучено и ги немаат несено своите бројки. Можеби токму заради таа ситуација бројките отстапуваат. Факт е дека имаме различни бројки ние како правда и одборот. И ги повикувам на овој начин уште еднаш медиаторите и ги замолувам да се вклучат во електронскиот регистар и да ги внесат сите податоци за медиациите. Она што се старите податоци за 16, 17, 18, 19, мислам дека правда ги зема податоците од постојните регистри, самата ги внесуваа во регистар, значи направија некој трансфер на податоци, но би било убаво да си направат чек проверка, значи на своите податоци од страна на секој од нив да се ги провери податоците и да продолжат со внесување на податоците за 2020 година. Значи, укажувам уште еднаш, на правда не и требаат предмети, не и треба кој колку работа имал, кој е успешен, кој не е успешен. Значи, правда ја интересира општата слика што се случува во делот на медиација. Одборот за медиација пак ќе му биде многу полесно,
имајќи ги тие податоци, бидејќи овој регистар нормално ќе имаат пристап одборот кога ќе побараат, имаат пристап. И на тој начин ќе биде многу поедноставно да се следи и работата на медиаторите. Значи, она што е евидентирано во регистарот, дали соодветствува на нивната реална состојба, бидејќи сега сме соочени со таква ситуација. Одборот има едни податоци, правда има други податоци, а ние како држава пред Европска комисија даваме некакви податоци кои што фактички се спорни за нас, а камоли за нив. Тоа е тоа. Доколку треба уште некое појаснување, уште еднаш ја поздравувам Ива и посакувам побрзо да оздрави. И се надевам ќе продолжиме понатаму да соработуваме поинтензивно во некои други времиња. Ви благодарам многу. Мислам дека други прашања од страна не гледам, нема ни крената рака. Само би сакала да ви информирам дека ЕПИ и понатаму ќе продолжи да работи на оваа проблематика преку новиот проект Медиација без дилема, кој што е финансиран од амбасадата на Кралството Холандија. Главен спроведувач е секако ЕПИ, партнери во проектот се Академија за суди и јавни обвинители, Комората на медиатори и Холандската федерација на медиатори. Уште еднаш голема благодарност на сите што учествувавте, особено на Радица, и да бидеш добра и сите да бидете во добро здравје. Ива и ти исто така, и продолжуваме да соработуваме. Ви благодарам. Благодарам на сите. Поздрав. Благодарам за поканата, поздрав за сите. Поздрав.